Те молам. Почитувани слушатели на македонската радио програма Трити пати Z, еве имаме ексклузивно интервју со Јани Бојаджи, кој е сценарист, исто така е и режисер и продуцент на контраверзниот филм Ругање на Христос или Mockery of Christ. Во Република Македонија овој филм доживеа еден удар, силен удар, затоа што Министерството за култура го забране после силниот успех во Канада, во Монтреал, каде што се освои првото место. Господин Бојаджи, дали насловот на филмот Ругање на Христос е ругање на македонската култура, традиција или уметност, или пак еве Македонија како држава со забраната на Министерството, а тоа го потврди и премиерот Зоран Заев преку министерот Нели Адеми, кои пред неколку недели донесоа забрана и тоа без да го гледаат, да го видат филмот. Па, не мислам дека е ругање, напротив, мислам дека самиот филм и самиот наслов се уште една афирмација на нашите вредности. Именно насловот на филмот е метафора на фреската Ругање со Христос, која се наоѓа во црквата во манастирот Свети Ѓорги во Старо Негоричане во близина на Куманово, и тоа е фреска од 14 век која освен остатокот од живописот, и таа фреска има сликано браќата Страпади, Михајло и Евтихија, и ние низ таа метафора на таа фреска се обидуваме да објасниме дека распетието на нашиот Господ Бог Исус Христос како метафора за нашето денешно распетие е се уште живо. И дека слободата да насликаат една таква фреска во 14 век, едни уметници кои тоа го правеле на 30 на километри од Скопје, каде што сме ние сега во моментот, била поголема пред 7-8 векови да зборуваат на таа тема, да се ругаат со распетието на Христос, отколку ние денес во слободна Македонија во 2018 година. И по тој смисол, мислам дека ова што ние го правиме не е ругање, туку напротив, е воспевање, една пофалба на тоа што се случувало пред 7-8 века, и се разбира една порака дека сепак вреди да се следи еден пат кој некакви уметници пред мене и пред нас го правеле овде, дека не сме тиква без корен, или дека ова што не се случува сега на нас, се случувало и на мои колеги уметници, сликари, музичари и пред 100 години, пред 200, пред 300, пред 500, пред 600 и пред 700 години. Така да, во секој случај, се тоа што го направи, иако беше мачно за мене, за моето семејство и за целата екипа и за филмот Ругање со Христос, на крајот беше афирмативно за нас и како луѓе, нели, затоа што... Дали може да прекинем само за секунда? Зошто толку се вознемири министерот за култура Адеми? Од каде таа тревога? Зошто што има во филмот, еве, во самиот вовет вие кажавте сосема спротивно од она што тие кажаа во јавност да се забрани во филмот? Па, вознемиреноста на министерот Адеми, на еден дел од македонската јавност, беше заради тоа што овој филм третира вистина. И тие се вознемирија од вистината. Знаете, првата реакција на вистината е омразата. Кога ќе кажете вистина, прво што ќе почнат да прават, тоа е да ве мразат. Тоа се случи во мојот случај и така е потврдија вистината. Нели, со нивната омраза кон мене, кон филмот. Имено, тие не можат да се согласат со тоа да настаните од 2001 година во Македонија, кои беа такви какви што беа, да денес има луѓе, како мене, како моите соработници, кои јасно и недвосмислено кажуваат дека нит заборавиле, дека нит се глупави, нит не знаат што се случувало тогаш, туку напротив, јасно и недвосмислено кажува дека знаеме што се случувало, дека сме свесни за се, дека не ни паѓа на крај памет да молчиме за тоа и дека ќе направиме се за таа вистина да стаса до светот. Им се допаѓало тоа на нив или не. Мене тоа воопшто не ме интересира. Така да, тоа беа главно причините зошто
зашто беше таква реакцијата, затоа што сликите во филмот ќе останат вечна меморија, а тие не сакаат таа меморија да биде вечна. Ете, тоа беа причините. И сега има и други причини. Иронијата за да биде говорам. поголема, филмот не беше ни прикажан, ниту го имаа видено и министерот и премиерот Зоран Заев за да донесе една таква драстична одлука. Ама сега А пак, нели, борбата голема сега е во Република Македонија, влегување во Европска Унија. се видите, значи, тоа е уште полошо затоа што луѓе кои се ставени на такви позиции да управуваат со современите економичното живење во вакви, сепак мора да бидеме на јасно комплексни времиња, а се земат за право прво да судат за нешто што не име од работа. Каква работа има министрот за култура да вреднува кинематографија, за премиерот па не сакам да зборам. Кој го тера да прави такви работи? И на крајот се тоа да го прават со јавно признање дека тоа што тие го негираат, не го ни гледале. И тоа зборува за нив како луѓе, нели? А понатаму и за тоа какви функционери се и така натаму, затоа што тие како луѓе се дрзнале да судат некого и неговото дело без при тоа да го гледале. Сега тука натаму човек што и да каже е непотребно, затоа што да се каже сега за такви луѓе, нели? Како вие го доживеавте тоа? Па, го доживеав мачно и ова е се уште мачно и за мене и за екипата. Имавте закани? Па, зборав многу за тоа, имав закани, јас и моето Сепак ова семејство. е за македонците во Австралија. Па, да, за жал, како се вика, добивав најодвратни закани, еден дел од нив објавив и на мојот Фейсбук и се однесуваат на закани по мојот живот и по животот на моето семејство. Имаше закани дека ќе ме спакуваат во најлон вреки на 9 парчиња и ќе ме растолуват на сите страни на светот. И јас знам дека тие кучиња што лаат не касаат, ама имам дома сопруга, 2 деца, мајка, татко и тие беа вознемирени повеќе од колку што бев јас, затоа што јас им кажав неколку пати и сега кажам, не им се плашам, воопшто можат да се закануваат, да зборуваат, не знам, да прават што сакат. Нивна работа е тие да прават зло, моја работа е да правам добро. На крајот, не треба да сега јас да видам пророк па да кажам како завршува таа работа. Доброто победува секојаш, тука да не ги лаже паметот дека и овој пат нема да биде така. Но не би препорачал никому вакво нешто затоа што верувајте ми многу тешко и нема ништо херојско во тоа. Имавте ли заштита од државата од нивните закани? И покрај сето тоа, или покрај тоа што јас сум кажувал јавно, а тие го читат мојот Facebook профил, сепак кога држи има служби кои тој ми работа, никогаш не ме побарале од Министерството за внатрешни работи да ме прашат нели зашто станува збор и Дали вашиот живот и животот на децата е безбеден? никош не ме прашале, дури и во моментот кога тоа кажувам најодговорно час и половина пред премиерата петокот 5 октомври во Кино Милениум во Скопје, не ми се јави организаторот на фестивалот Кино Нова за да ме праша за мојата крвна група на барање на Министерството за внатрешни работи. Тоа беше за мене шок, практично. Тие најверојатно имале информации дека се подготвува и нешто посериозно врз мене и мојот живот, зашто инаку би се интересирали за мојата крвна група. Да. Така да но и после тоа не се уште еве ден денес не сум никој не ме побарал од нив, не да ме праша како сум и така. Што се случи со вашиот татко? Беше притворен, нели на самиот ден беше? На самиот ден на премиерата. На премиерата. Да. Кои се причините? Да не е... Па, причините се притисок врз мене, тука нема дилема во однос на тоа, но мојот татко е посилен човек од мене. Сеќам му 5 сат бајле, дошле во домот на мојот татко, тие живеат во Струмица, на југот од Македонија. Дошле 3 возила полиција во униформи со автоматски пушки. Татко ми има 75 години, мајка ми 72. Живеат сами. И може да замислите како тоа изгледало. Страшно. Да, и ми се јави полицаец од мајка роден, кој некако го добил мојот број, не знам како, и ми кажа тајно веднаш да тргнам кон Скопје и тоа беше рано сабајно, 5 сат,
крена и тргнав кон Скопје, уплашен што се случува, дома кај мене немав никаква информација. И тоа што го доживев, тоа што го видов, како тие се однесуваат кон татко ми и кон мајка ми е нешто што ме поттикна да направам во животот никогаш да не се случи такво нешто никому. Јас и јавно им кажав, но и приватно, дека ако треба да расчистуваме сметки, да си ги расчистиме ние, нели, да ги оставиме татковците, затоа што сите оставиле дома татковци и мајки. На што личи сега тоа да тргнеме кон татковците и кон мајките кои сме ги оставиле по градовите, сами пензионери. На кај оди ова? Ова е толкаво количество на зло кое јас не можам навистина нити да го објаснам. И мислам дека прво што треба да направиме е да седнеме и да најдеме начин како ова зло меѓу нас да го решиме, затоа што ако вака продолжиме, јас не знам кај ќе стасаме. Добро ме интересира, односно македонската јавност во Австралија интересира што понатаму се случи со вашиот родител, интервенира, мислам... И интервенира и од странство, и тоа беше причината татко ми да биде практично тие донесува решение во кое кажува дека тој бил задржан 24 часа во полиција. И тоа беше следниот ден го пуштија. А причината која беше да биде приведен? Па дури донесен во Скопје. Причината беше изјава на еден јуричник на партијата Социјалдемократски сојуз од Струмица, кој го познаваат во Струмица. Струмица е мало место, кој дал лажна изјава дека татко ми бил дел од некаква криминална група. И врз основа на изјава на еден човек, татко ми беше притворен. А тоа не е вистина, тоа е лага. Така, а како е сега состојбата со Министерството за култура и премиерот? Па, каква е состојбата? Во моментот тие водат кампања која произлегува од владата. Тие имате една пиар служба со 65 вработени во владата. И во моментот тие водат кампања против мене, против моите најблиски соработници. И таа кампања сега се однесува на нас како личности, затоа што тие ја изгубија битката со делото. Тие сватија дека делото не може да го победе. И сега, што е типично онака како начин на работење, на делување, типичен фашизам. Нали? Сега тие се обидуваат да се занимаваат со нас како личности и да не деградираат како луѓе. Но нема да успеат да се им кажав, затоа што јас и моите соработници, за разлика од нив, кои се криптокомунисти, кои се деца на нашите мачители, ние тоа го знаеме и полека ќе го откриваме, не сме били инволвирани во никакви активности, нити пак сме биле... Јас морам да кажам, треба нешто да знаат, дека претходната влада, владата Никола Груевски, во голем дел беше клиентистичка влада. И огромен дел од децата на црвената буржуазија, сега кои се новофашисти во Македонија, кои се нашите мачители, беа клиенти кај Никола Груевски. Никола Груевски ги финансираше сите нивни проекти со огромни средства кои достигнуваат некаде до 30 милиона евра. И од тие огромни средства тие нема никаков импакт. Нивните дела кои Никола Груевски ги финансираше, тука да немаме дилема, а нас не потфрлуваше. Јас, например, во времето на владата Никола Груевски немам реализиран ниту еден проект, ниту едно единствено евро не се финансирани моите проекти во времето на владењето Никола Груевски. Напротив, како и секој друг способен човек, моите проекти биле финансирани од странство. Сега, истите тие кои Никола Груевски ги финансирал, кои на крајот отидоа и му фрлаа куртони, како се кај бои и го симна од власт, сега се најголемите противници Никола Груевски. Тоа се факти во Македонија и тоа треба да расчистиме, да ги знаеме, да ги афирмираме, за да не се случат, да не се повторат, затоа што веќе завршило тоа, крај, тоа е завршена работа. Но треба да се зборови и да се знае дека огромен дел од ова зло кое сега ни се случува е финансирано со средства од владата Република Македонија со благослов на Никола Груевски. Тоа е факт. Вашиот филм деновиве доживува подем, односно барање кај публиката, гледачите. Вие го емитувавте овде во Скопје, сега денес одите во Кавадарци, нели?
Да, денес имаме вечер, премиера во 20 часот во кино Каос во Кавадарци. Тоа е мало арт кино за 200 луѓе. Но ветив дека секаде каде што ќе има можност, секаде ќе го покажеме филмот и тоа на кино. Затоа што јас се обидам да објаснам дека не е проблем ние филмот да го како се вика, да го прикачаме на платформа, нели pay per view или видео on demand, нели, и да заработуваме пари. Тоа не е никаков проблем, нели за $5 сигурно секој сака да гледа, особено нели нашите по светот и не е проблем да плати $5, јас да заработам за еден месец $100-150,000. Тоа не е никаков проблем. Но решивме да се откажеме од тие средства, затоа што нашата крајна цел сега е нашата слобода, не се стои $150,000. Затоа што во моментот овие фашисти кои се влазат во Македонија ни ограничуваат слободата на движење. Така да ние сме станали во ситуација да не може слободно да се движиме од сопствениот дом, со пријатели, со другари и да отидеме до некое кино и слободно да одбереме што ќе гледаме за сопствени пари, се разбира. И затоа решивме да се откажеме од големите приходи, ако треба воопшто и да не заработуваме, туку да отидеме во секој град, во секое кино, каде што ќе можат да дојдат луѓе да го видат филмот. Тоа е нашата мисија во моментот и во тој смисол имаме премиера вечер во 20 часот во Кавадарци, а во петок, исто така во 20 часот имаме премиера во Неготино. Но најголемиот бойкот и најголемото саботирање е од големите градови, од Охрид, од Битола, од Скопје, од Струмица, од Велес, од Куманово. Ние не може да стасаме до големите градови, затоа што по налог на Министерството за култура не одбива директорите на тие културни центри со една иста реченица која води на тоа дека некој им ја кажал од некој центар, не знаеме тоа. Ги инструираат, ги викат во владата, па им кажуваат како да се однесуваат. Кажуваат дека немале термини до крајот на годината. Замислете. Дека сите кинотеатри во Македонија се зафатени до крајот на годината. Ние водиме писмена преписка со сите нив за да оставиме писмен трак, затоа што докази. Да, затоа што тие можат да си мислат што сака. Еден друг мислеше ќе биде вечно власт, па видовме дека никој не е вечен. Сакаме да оставиме писмен трак за нивниот фашизам. За утре да ги објавиме и да посочиме точно кои биле колаборационисти, соработници на овој нацифашизам во Македонија, затоа што не биле сите. Значи, фашистите во Македонија во овој момент имаат име и презиме. И тие треба да бидат објавени со име и со презиме. Ние тоа ќе го направиме. Од петок ќе почнеме 2 пати или 3 пати неделно да ги објавуваме имињата и презимињата и нашата писмена преписка со директорите на културните центри и кината во Македонија. Нема што да криеме. Тие ако имаат аргументи нека повелат. На крајот на краиштата, јавноста треба да знае со колку се има работа. И дека ова борба е невозможна ако ја водиме само ние со еден филм. Значи, ова ни треба сега ново востание, треба сите да востанеме, ако сакаме да ги победиме. Воспротивно, ќе се вртиме во круг и нема да промениме ништо. Вашиот филм, покрај тоа што предизвика контраверсни работи во Република Македонија, денови ве гледаме, односно читаме и слушаме дека тоа се случува и во соседна Грција. Зошто пак во Грција? Па, ние знаеме дека филмот ќе го засегне целиот Балкан, затоа што ова е филм кој не штеди никого. Затоа што под насловот на филмот е секој против секого, Господ против сите. За жал на Балканот тоа е вистина. Во цела тоа меѓусебна омраза нема невини. Сите сме еднакво виновни, македонци, грци, албанци и да не се лажеме, нели? Но исто така мислам дека треба да се ослободиме од таа идеја да обвинуваме колективитети. Дека сите македонци се виновни за ова, сите албанци за она, сите грци за она. Тоа не е вистина, нели? Треба да посочиме кон вистинските виновници кои секојаш имаат име и презиме и на крајот на криш да се помириме и да живееме заедно, затоа што тука има една идеја дека нели ќе се влезе во Европска унија. Ние може ќе влеземе во Европска унија, но немаш германци да бидат соседи во Европската унија. Ниту французите ќе бидат соседи. И во Европска унија соседи ќе бидат грци, бугари, албанци, срби. Тоа е факт.
тривијален, но треба да бидеме свесни за тоа, нели, да не... А кој дел од филмот предизвика нервоза кај грците? Па филмот, еден голем дел се случува во Грција. Филмот е снимен во Грција. Филмот е снимен во Нивици, во Герман, Што се во потпиша Атина. Преспанскиот договор. Да, јас се шегувам овие денови. Вчера ме праша една новинарка од грчка телевизија, стар, нели, како тоа, нели, неисто место кај што се потпишал договор, се случува нашиот филм. И јас и одговорив дека ние филмот го снимавме таму пред 15 месеци. И дека би било убаво политичарите од двете земји да си ги подпишуваат договорите по собрања и по влади или по хотели, а не се пикат таму кај што е прекрасно за снимање филмови, за правење театарски представи, за одење по кафани, за уживање. Ова е безобразно што го прават политичарите. Зашто доаѓаат таму кај што не има место? Нека се седат по влади, по институции, нека се подпишуваат договори. Тоа е нивна работа, нели? Но ние не сме никакви пророци, но предпоставувавме, нели, дека има една криминалистичка идеја дека секојаш има враќање на местото на злосторството. Така да тие волно-неволно, знајно и незнајно се вратија таму каде што е почетокот на овој проблем. Не? Така да... Станува ли збор за војната во Грција 48 Да, година? филмот во огромен дел зборува за најновата, тоа е мојата генерација, на така наречени, нели, гејци, кои се обидуваат да се одговорат на прашањето што се случува со нивните предци. И филмот во огромна мера се обидува да одговори што се случува со ова генерација, така наречени гејци. Така, за слушателите на нашата радиопрограма, односно македонската заедница во Мелбурн, па и Австралија, пошироко, да објасните како можеме или каде можеме да го емитуваме овај филм, бидејќи предизвика голем интерес кај македонците, особено забраната, па и дел од филмот каде што се прикажани мавровските работници, нели? Да. Тоа го имаат видено нашите во Австралија. Што можеме ние да направиме со филмот? Имаме ли некакви можности да го емитуваме во Мелбурн, Сиднеј, Перт, Аделаид, Нјукасл и другите градови, каде што македонската колонија, македонските селеници се во поголем број? Би било прекрасно доколку тоа може се случи. За жал, моите можности се прилично ограничени, затоа што немам контакти со дистрибутери, со продуценти во Австралија и секоја помош, секој контакт со дистрибутери или продуценти во Австралија кои се занимаваат со кинематографија и со дистрибуција на филмови би помогнала. Но тоа што е важно за нашите е овој филм во Австралија да се види во најдобрите кинотеатри, во најдобрите cinema theaters, затоа што филмот е правен со светски технолошки стандарди. И тоа сме го правиле со цел да покажеме дека ние сме мала земја, дека владееме со технологијата, како што владеат американци, англичани, германци, французи и австралијанци. Овој филм кој е снимен со иста технологија со кој снима и Мел Гибсон како продуцент, како режисер. И филмот е снимен во висока резолуција, има Dolby, Surround, звук, има фотографија која е третирана со најсовремени дигитални софтвери и правене со цел да може да се доживее целиот филм и визуелно, и како звук. И на крајот на криштат, нели, да покажеме дека може да се носиме и со светот и како уметници, нели, и како луѓе кои се дел од овој свет во овој момент. И тоа е за мене моментот најважно, ако можеме да го покажеме филмот во добри кинотеатри во Австралија. Другото не е важно, затоа што ние после може 6 месеци или година дена филмот ќе го дистрибуираме на платформа и ќе можат, нели, видео on demand или pay per view да го гледат, нели, нашите во светот, било каде, па и во Австралија. Но мислам дека првата и последна цел треба да биде кино, затоа што во кино одиме колективно.
па после тоа ќе разговараме, ќе разменеме мислења, идеи, енергии, ќе доживееме катарзис, ќе се ослободиме од некои фрустрации, ќе се соочиме со некаква вистина, затоа што и македонците не се китка за мирисање. Во филмот ние тоа јасно го кажуваме. И на крајот на криште јас знам дека ако некој треба да се навреди од овој филм, тоа се македонците. Затоа што сите наши мани и недостатоци ние ги кажуваме, затоа што единствен начин ние како луѓе да бидеме подобри, да се промениме е да почнеме да зборуваме искрено за себе си. Да се соочиме со себе си такви какви што сме, а сме несовршени, тоа е сигурно, нели? Така. И на крајот да прашам кога би можеле ние да го добиеме филмот, да го емитуваме во Австралија? Час поскоро од кога не знам како ќе се воспостават некакви контакти, ако јас би бил среќен тоа да биде и за еден месец од тука јас би бил среќен. Тоа се случи, но пак ќе кажам, моите можности се доста ограничени затоа што немам контакти во Австралија, така да уште еднаш апелирам, нели, ако некој има контакти со дистрибутери на синематографи, на кинематографија или со продуценти, би било да помогне да воспостави такви контакти. Господине Бојаджи, ви благодариме за интервјуто. Поздрав од македонската заедница, од македонците од Австралија и на вашата храброст. Впрочем, вие една прилика рекови дека сте и партизанско дете. Така е. Јас по дедот, таткова страна, сум партизанско дете, затоа што мојот дедо е учесник и во партизанското движење, но мојот дедо е полковник од ДАК. И така да сум пораснал со тоа дека Во кој војна учествуваше? и во Втората светска војна, и во граѓанската војна во Грција. Да, така да. Од каде е потекло? Мојот дедо е потекло од едно село кое се вика Муриес, тоа е од другата страна на Дојран. Тоа е од областа Кукушкиот крај. Значи, Кукушкиот регион. Да. Ќе биде интересно македонците од Егејска Македонија да го гледаат овој филм, нели? Па, овој филм во огромна мера зборува точно за тоа, за еден човек кој се вика Александар Филипополос, кој е успешен новинар во еден француски голем политички неделник и во моментите кога неговиот живот е на раскрсница, се разведува, има други проблеми, доаѓа писмо на неговиот прв братуче Вани од Герман, од Нивици, дека татко му Лазар почнал во Скопје. И тој се враќа во родното село Герман, во Грција денес, каде што ќе тргне во потрага по вистината за тоа кој всушност бил неговиот татко Лазар и зошто 49 година од кога замина од Грција повеќе не се вратил назад и го оставил него Сирак. Ето, тоа е еден дел од приказната која претпоставам ќе биде интересна за. Уште еднаш ви благодариме за нашите слушатели што дадовте оваа изјава за Мелбурн и Викторија, па пошироко во Австралија. Ми беше чест да говорам.